Dami i gospoda, započnjuva programata Glasot na narodot so Slobodan Tomić. Interakcija 100%. Kažete si sve što vi leži na srceto i teži na dušeta. Tuka sme da vi pomogneme. Ekskluzivni temi, sogovornici koji nema da odbegna s odgovori na vašite prašanja, komentari ili kritiki. Postojime za vas. Glasot na narodot. Ključot na demokratijata. Glasot na narodot so Slobodan Tomić vo živo. Jaziki pobježdajušća, jakože u Bolijevu nizloživ jesi gordinju i na podvig deznovena sotvoril jesi nestora, tako svjate Dimitrije, Hristu Bogu molisja, darovati nam veliju milost. Glasot na narodot so Slobodan Tomić. Gledajte me. Dobro večer, dobrodošli za Novu godini praznikot, znači ništa neobičajeno, ovo je 23 godini, koliko što го водам овој телевизijski projekt Glasot na народот, to je običajno delo програмата која реализираме на големите христијански прославни празници, да го реализираме и ова со ваков поздрав, со оглед дека еден од големите македонски прославни празници и денешниот празник. Добро вечер и добро дојдете у посека на мојот драг пријател, господот Ефтим Клетников, поет, и че му го честитим и нему празникот. Добро вечер, добро дојдете. Благодарам. Свети Димитрije е голем светец, македонски, антички, кои со античките македонци го бранел Солун од варварите. Не случайно е познат како Свети Димитрij Солунски и македонски во секој случај. Да. Не знам колку вие секако го знаете тоа дека сепак неговите мошти се мироточиви, само не знам колку нашите македонци кои заминуваат во посета на нашиот южен сосед, го посетуваат овој сакрален објект каде што навистина има голема сила во секој случај, а се наоѓа во центарот кај што илјадници македонци заминуваат повеќе за туризам и бизнис, а не го запоставуваат овој убав храм да го посетат. Да. Не се сомневам дека нашите во Егејска Македонија го посетуваат, бидејќи тие се посвети од нас во републиката. Не спорам за нив, да, секако знам дека тие го почитуваат и светецот и заминува одат на поклонение, што се вели смислено зборот, но нашите зборам што од Македонија кои заминуваат повеќе на туризам, забораваат на овие интересни работи. Да, за жал ние го изгубивме чувството за светото и за убавото. Изгубивме чувството за Бог. А Достоевски вели, ако нема Бог, се е дозволено. Значи, ние во Македонија намерно некој го турка народот во безбожност. Бидејќи имаме и безбожна влада. Влада без Бог. Оти Бог е критериум за морал и етика. А една влада која нема морал и етика, таа е безбожна влада. Така да и светците, малку мина, вистински верници ги почитуваат кај нас, бидејќи светците и постојат таму каде што има свети нешта. Мислам, Македонија е преизобилно полна со светци. На ова тло се раѓале великомаченици кои се бореле за Божјата правда и вистина. Има многу, така да полни се македонските цркви и манастири со нив. И преддворијата со свети војни.
koji, еве, и символички би требало да не бранат од онаа зло кое сега иде кај нас и кое не тлачи и ни го зема и името, идентитетот на една злото на една безбожна цивилизација, би рекол, во која живееме. Македонија, меѓу на крстопот, меѓу обстанокот и непрестојните понуди, предлози, тоа е најработниот наслов на нашата вечерашна емисија. Што не коментираме на се тоа? Пред се на непрестојните предлози кои се наше секојдневие, што ги добиваме во овие изминати. Мислите оние од страна? Од страна. Да, по оние што доаѓаат од страна се актуализираат кај нас од владата, посебно од времето на онај диктатор од Муртинов, Заев, па сега со неговиот наследник Ковачевски, кој истата струја ја пренесува на ум и неум. Значи, јас тоа го подразбирам предлозите кои доаѓаат од оваа цивилизација. Пак ќе го повторам овој збор, бидејќи ние сме во нејзините рамки, во склопот на европската, западната цивилизација, која што се смета за најумна и најпаметна, најдемократска во светот. И според тоа се само прогласи за ариевска нација. А ариевизмот беше во Третиот рајх, вие знаете дека Хитлер ги прогласи германците. Меѓутоа, целата западна цивилизација е ариевска. Они сметаат дека се они најдемократски, дека измислиле демократијата, дека они ја пласираат во светот. Има еден руски поет кој долго години беше во Германија како емигрант Зиновиев, кој даде многу добра дефиниција на таа демократија, во наводници ја ставам, дека е тоа тоталитарна демократија. Значи, на хартија. Демократија за нив, но не и за другите. И тој збор, да знаете, стана многу опасен во последно време, последните децении, да речеме. Така што кога ќе се изговори тој, посебно во Вашингтон, па и во некои европски центри, во Париз, Лондон, Брисел, веднаш полетуваат негде бомбардери, товарени со смрт, за да воспостават демократија, како во Ирак, како во Авганистан, како во Либија, како во Сирија, па да ви кажам и во Србија, да речеме 99-та година и така. Па, ако сакате и едно парче тако имаме ние во Македонија со тероризмот во 2001-та. Добро, да не избегаме од темата, доколку го разбрав прашањето, кои се пораките што ни доаѓаат, предлозите. Спомнавте за демократија, само ќе кажам дека да, гласот на народот е, како рекоме, златниот клич на демократијата, со оглед дека ги абсолвираме мислењата, ставовите и прашањата на народот, што и вечерва ми представува задоволство и чест да ви ги пренесам, да ви ги презентирам во името на народот. Успомнавте Достоевски. Јас секој спомнувам на моите соговорници, но некои го одговараат, некои па го модифицираат, секоја чест на моите соговорници, на нивните одговори, но што мислите вие? Македонија де факто се новиот Катил Ферман, така и го наслов, најлошиот извештај Македонија што го доби од Европската унија од кога и да. Народот вели, Слободане, кажи му на соговорникот, дали ќе ти одговори. Македонија ме злосторства, а никако казна, а и во извештајот стои дека нема казненост. Да, алудирате на познатиот ремек дело роман на Достоевски, Злосторство и казна секако. Инако Достоевски е непоправлив рутопис и неговата формула е дека убавината ќе го спаси светот. А убавината е Божја работа. Работа на божествената душа и правда. Оти нема правда и вистина без Бог, кој е отелотворение на моралот и етиката на целиот космос, не само на една држава и еден народ. И тој многу патуваше низ Европа и имаше амбивалентен однос кон Европа. Од една страна се восхитуваше од нејзиниот дух, а од друга страна паѓаше од очај кога гледаше како Европа сака да ја деструира неговата Русија, како ја подценува, како ја смета како тучи организам и ја фрла во прегратката на Азија и така натаму.
Сега злосторство и казна, да, тоа е сугестивен наслов за нашата ситуација и пошироко, посебно за нашата. Кај нас навистина се направија огромни злосторства од политика, од политичари, од конкретни личности кои еве така шетаат на нови позиции, на нови бизниси, на луѓе кои како награда буквално го плячкаа народот, има за тоа сведоштво, и луѓе кои овака направија, јас би рекол, најголеми злосторства од почетокот на постоењето на македонците. Јас тука зборувам за Заев конкретно, па и неговиот помошник Димитров, кои овака се осмелија со нивната партија, која јас ја неколку пати имам наречено нацифашистичка и ќе објаснам зашто е така, затоа што ако повтеш и ако имаш капацитет да го ликвидираш идентитетски сопствениот народ, нели, да го ставиш северен меѓумакедонски, да го уништиш како генерички идентитет, тоа е злосторство поголемо отколку физичко убивање на тој народ. Оти и антрополозите, јас постојано го цитирам еден сјаен француз, Луи Ван Сен-Тома, и на Макрон му го цитирам, кој што говори за западните цивилизацијски злосторства, кои уништиле цели народи, маја, ацтеки, инки, и сега ја плячкаат колонизаторски се уште Африка. Па да кажам дека и Западен Балкан е нивна колонија, затоа една огромна колонија, каде што пласираат се и се што, и затоа и не го примаат, или кој знае кога ќе го примат, може никогаш во Европа. Сакам да кажам дека еве еден таков тип како Заев, ја би рекол политички монструм, тоа е дури мала квалификација за такво злосторство, еве ништо не му фали, напротив. Тој си тера бизниси со струја, со што знам, ни продава, дури гордо се шета на моторни из Грција, кај не продаде, така и така натаму. Значи, воопшто кај нас не постои злосторство, но еве го одговорот менат. Тоа е раритетен пример, што го кажав, но постојат редица други примери, кои, еве, ако сакате вие, најновиот пример со Бехтел и Енка. Да. Еве, дојде една компанија да гради еден пат Косово-Вија, Албанија, ако не се лажам, и тој проект кој е катастрофален за Македонија, според сите рачуни, неколку, кој знае, една катастрофална сума се, јас и не, меѓутоа се бараше. 2 милиарди беше, 2 милиарди, сега. Веќе им се фрлени на 200 милиони 240, така евра, зборав, не е фрлена ни лопата, ја мислам, се уште стои само таблата. Значи, тој се прогласи за државна тајна, за да се скрие злосторството. Има ли такви случаи во светот? Тој проект Дали има такви случаи во ќе ја светот? клекне Македонија на ова и еве ништо на никого не му фали. Значи ќе се поделат тие пари од тој профит во џеповите меѓу политиката и ова. И тој проект дури го благослови ова Ангела со ангелско име од Кале, американската амбасадорка, која, нели, дојде тука и прво што рече дека треба да се сузбие корупцијата ова држава и да се казнат корупционерите. Меѓутоа, еве сега го заштити тој проект. Рече дека е се во ред, а никој, тој се крие од јавноста и е даден во раците на, еве, дури на негово чело е еден нестручен тип како Артан Груби, нели? Тој воопшто не Професоре, добро, јас и така човек кој може да води таков проект. Ја мислам со овој извештај не случајно испратен, како што велам ја Катир Ферман, и порака дека нема да им биде убаво, не да им се заканам ја, туку пишува, едноставно пишува извештај дека во ништо нема подобрување, дека криминалот, корупцијата, носење на законски решенја со европско знаменце,
Значи, тоа е спротивно со законската регулатива на Европската Унија и се тона, дека веќе се пуштаат низ вода. А ако в финале, што спомнавте американците, ја мислам дека никош не забораваат. Тие, ако ја земат работата здраво во своји раци, ја мислам дека може кон Final Touch да ја завршат работата. Како што ги донеле, така да ги однесат. Да. Тие што сакаат прават вистина. Но мислам дека се да не ве навредам, бидејќи сте изгледа премногу чиста природа, па верувате дека Европа ќе ги казни нив или дека тој извештај е застрашувачки за нашите корупционери. Не. Фактички Европа и сака таква ситуација негде, Западот. Дури они поттикнуваат некои Безредни, беззаконие? Па секако, видите како може, нели е нивно тоа европско знаменце. Не се извинувам. И како може тоа знаменце така да го валкаат овие некои тука и овие да молчат европејците. Тоа е нивно знаменце. Значи, они дозволуваат тој символ, што ти требало да е нивен свет, да се валка кој како сака во нашата влада. Значи, јас се сомневам и дека мислат да ги казнат корупционерите, а може им се и потребни, како во многу ситуации што им вршеле работа баш на Запад. Измечари. Да, измечари. Така да не сум оптимиста јас дека не, знаете зашто Европа зборам? работи нези и одговара и статус кој... Познатата после употреба може да се изфрлат. Така да, не знам. Јас чинам тоа дека сите измечари, простете на вокабуларот, така беше етилошки збор, да речем како од кај потекнува самиот тој збор. Не? Тие се користат и потоа се изфрлуваат. Со оглед дека се зимат за еднократна употреба. А главниот протагонист и менаџер ќе се офајди. За жал, жртви се тие маргиналци што се аутсайдери. Ама тие се нафатират со некои милионци, за разлика други некои стотини. Слободан, тие сепак се поставуваат од некои високи центри и од меѓународни, пазите. Јас не знам како дојде, да речеме, Заев, баш на чело на една земја, за да ја направи идентитетската ликвидација на овој народ, која му беше потребна на Запад, таа идентитетска ликвидација, нели? Меѓутоа, тие ја дадоа гробарската лопата на домашен тип, на домашна влада, за како пилат визави Исус да си ги операт раците, дека тие не се виновни и така натаму. Познато е медиумите дека самиот Заев се понудил дека ќе ја изврши таа работа. Па да, добро. Посебно со неговата изјава од 2009. Еден вид нов Котерулја, вие знаете, и Котерулја се понудил самиот да му ја земе главата на Лазар Поптрајков. А Заев не само на еден, туку му ја зеде главата на цел народ, на целиот македонски народ, со идентитетската глава на колективот, што е најскапо цена. Реков, сега да повторам, дека и антрополозите велат дека идентитетската смрт е најстрашната за еден народ. Сега, ако сакате тука да говориме, од кај иде тој порив, таа, велам јас, темна страст. Од каде доаѓа тоа? Темна страст на Европа за ништење на македонците. Тоа звучи така малце грубо може за некој, но јас сакам да ги употребувам директно вистинските зборови, правите зборови. Значи, тоа доаѓа уште од Букуреш, Букурешкиот договор, знаеме, од 1913, каде што беше дадено карт бланш на овие балкански хиени да ја распарчаат Македонија. И тие тргнаа. Прва Балканска војна, Втора Балканска војна, Светска војна, Прва Светска војна, тоа се беше, македонците беа регрутирани во 3-4 војски, брат со брат се убиваа. Значи, истовремено се вршеше со амин на Европа, на големите сили кои сега исто така ни ја кројат судбината, се вршеше и физички и идентитетски геноцид. Меѓутоа, што се случи? Се случи еден голем пожар светски, Втората светска војна, која беше многу поголема од Првата светска војна, отиде до Јапонија, нели, до Азија, до Африка, до Америка и така натаму. И наеднаш од таа катастрофа голема, кога стапи на сцена светскиот
пролетаријат, антифашистички. И се излезе македонскиот идентитет како кристал чист со аснон. Или вторите илинденци. И мене многу пати ме прашуваат, кога суми на телевизија, како вас, бидејќи народот не гледа македонски манифест, како може Македонија да се спаси? И јас давам два одговора. Прво е со голема катастрофа, како она што беше Втората светска војна, а и двете светски војни ги предизвика Европа пак заради лакомост, значи со катастрофа, затоа што големата катастрофа светска веќе стапува на сцена несреќата. Сите се несреќни. Не се само македонците, тогаш се и французите несреќни, и германците, и сите. И тогаш малку народот добива сегде, народите добиваат етичка свест и поле, дека сите имаат право на место под сонцето, така излезе асно. Меѓутоа, после распадот на Југославија, видеа дека овој народ треба да се ликвидира, дека не е докусурен, дека тој проект од 1913 не е довршен. И ние фактички се залажуваме дека сме осамостоени од 90-та година наваму и дека не, еден ден не сме биле самостојни. Може тоа е радикален поглед, но ќе објаснам. Затоа што веднаш ние настапивме не како македонци, како Македонија, туку со БРМ. Веднаш тоа беше деноминација на идентитетот на името и веднаш ни се даде на знаење од цивилизација. Тоа беше трагична грешка на Глигоров. Ни се даде до знаење дека сте одбрани за одстрел, како идентитет, како народ. И после, значи тоа беше веднаш. И после веднаш побрза 92 година, по година и пол-две, ја донесоа Европската нацифашистичка Лисабонска декларација. Зошто нацифашистичка? Јас сакам правилните термини да ги употребувам. Затоа што со таа декларација им се забранува на македонците да влезат во струјата на таа горда, како демократска цивилизација со собствениот идентитет и со собственото име, кој го носат со милениуми. Нека ја отворат првата страница уште на Битие од Библијето, мислам 14 стих, каде се спомнува Китим, првото име на Македонија, таткото на Македон, мислам, Китим се викал. И тоа име се пробира како златна жица ни Стариот Завет, па во Новиот уште повеќе испловува на крајните негови брегови со доаѓањето на апостол Павле во Македонија, да го пронесе христијанството, она што се вика убавата вест, благата вест, на сеопштата љубов цивилизацијска, она што е неслучајно испратен тој во Македонија, а не во Рим, во римската цивилизација европската, затоа што македонците биле најблиску до тој концепт на Исус за општа љубов и братство меѓу народите, што го спроведувал нели во својата универзална држава како концепт Александар Македонски. И од тогаш ние во нашето битие, во нашата македонска ДНК залегнал тој космополитизам. За љубов кон сите. Вие знаете, ние просто сме сервилни кон странците од љубов. Мислам, тоа е познато. И тоа и не чини денес. Ние не сме етноцентрични. Затоа со нас лесно се завладува, па да ви кажам, денес со нас влада е едно агресивно малцинство. Зошто сме етноцентрични? Не сме етноцентрични. Космополити сме, да, етноцентрична цивилизација е европската цивилизација, односно римската Европа е наследничка на римската цивилизација. Западот бираше меѓу два концепти, меѓу космополитскиот концепт на македонците, на македонската држава, и етноцентричниот суров концепт на владење со меч, со покорување. Зошто сме сервилни тој контекст? Па, може погрешен термин избрав јас. Не сервилни во смисла да немаме своје јас, туку сакаме да му угодиме на
на гостинот од љубов, од почитување кон него. Тоа е значаен, значаен хабит, да речам, значаен чин на еден македонец, да биде дружелюбив, да почитува, гостолюбив, да не казнува, да простува, да сака, да љуби. Што е разлика. Да не би сакал да прочитам темата. Странците го забележуваат. Што кај нив го нема тоа? Забележуваат тоа. Овој младиот ирски поет, сега не можам точно да му се сетам на името, но што ја доби наградата за најдобар млад поет во Струга, он имаше интервју и рече, сегде сум патувал во светот, никаде тако народ не сретнал. Тако дружелюбив, така гостолюбив народ не сум сретнал. Меѓутоа, тоа не е сервилност. Овој умниот Иво Андрич, знаете, баш говори на таа тема во своите крајпатни записи. Он бил и во Германија амбасадор, го видел и Западот, тоа западно демократско чудо кое го видел и Толстој, бил до Париз па да го види тоа чудо што е и се разочарал. Андрич вели дека, он вели за балканскиот тип на човек во кој ние спаѓаме, гостолюбив. Сегде се гостолюбиви и србите и црногорците и така на Балканот, тоа јадро. Тој вели тоа е затоа што вика ние сме отворена душа, балканскиот човек, отворена душа за примање на секој. А вели дека западниот човек е толку дрзок и така понижувачки се однесува кон тој човек, кон тоа гостопринство, што мисли дека тој е должен да му го пружи тоа гостопринство, бидејќи се поставува како човек од повисока ариевска раса. И денес е таков односот на Европа кон таа дискрепанца, да речем, на неподносливост, некохерентност, што е евидентно во моментов кај нас, во самата држава, самиот народ. Значи, нема толеранција. Господине Ефтим, сакам да насочам темата со оглед дека видовме непристојни понуди и предлози, што се резултанта на ваквата фактичка ситуација. Значи, македонскиот народ гласа, избира политичари, а од друга страна му се наметнуваат преку сила да менеджираат со државата. Резултантата е во која се наоѓаме, во хаос, во истинско безредие, во беспаќе. По секоја цена народот вели, на анкетите се изјаснува дека сака промени. На октририраната хибридна власт, како што ја дефинираше госпоѓата Слаđана Тасова, вчера беше кај што седите вие, и јас се согласувам, тоа не е само нејзина оценка, тоа е на Freedom House. Тоа се пулови кои ги дават оценките. Хибридни режими, тоа значи работат со далински управувачи. Тоа значи можда немат сива и бела маса, како речам, простете, народна забелешка. Дали е време за промени во држава, дали е време да се врати достоинство на македонскиот народ. И еве конечно збориме за таа сервилност и клиентелизам, што ни донесе еден документ, што народот постави прашања, ако ми дозволите, ќе го парафразирам, не сакам да испаднам некоректен кон народот, околу непочитувањето и на договорот од Нивице. А тоа е дека едностранно македонскиот народ го реализира, политичарите, во целост, а другата страна не го испочитува. Тука е во делот, проставете, не морам тоа да го парафразирам, околу промената на патните исправи. Тоа се несува лични карти и пасоши кои енормно се издаваат, како што спомнуваат, и тоа многу брзо, а нашата соседна држава, со која треба да градиме економски соработка, да бидам искрен. Јас велам дека соседот е поблизу кај родениот брат. Не знам колку ќе се согласите, меѓутоа да има почит и да го почитува, тој люби кон тие црвени линии да не ги премине. Томич, ама земајки ја, ќе се вратам на бидејќи... Дали на младите оставаме багаж, тежина? Мислиш дека соседот е така би требало, ама видите од историски, политички аспект, ние не можеме многу да се пофалиме со соседите.
Земете ја ситуацијата со бугарите, како се варварски наострени, се крвожедно код нас. Добијавте Па едно грците со Преспанскиот договор. Не можеме да кажеме дека тоа Дали се добар е народот. разединувањето на македонскиот народ, политичарите што го создадо ваква ситуација во која Да, се наоѓа. секако, но да се вратам на ова прашањето од народот со Преспанскиот договор. Нема што да исполнуваат грците. Грците го исполнија тој договор со тоа што не ликвидира идентитетски, со тоа што го зедоа брендот Македонија. Оти Македонија и пред тоа беше од тие учебници, истории на Оксфорд, фризирани после мега фалсификатот на Дройзен, знаете. Да. Овај дека е античка Македонија, Александар, Филип Грчко, меѓутоа не беа сигурни сепак. Оти имаше еден борза во Америка кој вели не. И така и Јас доста зборев со други. Јуџин Борза, имав таа можност да така. разговарам и вели дури бил лут на грците Е. дека не смеат да го злоупотребат името Македонија. Значи тоа беше оф рекорд, да, значи тоа не ми е. дозволи да го снимам, но ми изјави, сам благодарам за оподсетување. Да. Имав таа ретка прилика да имам контакт со Јуџин Борза Браво. и тоа мене ми е задоволство. Е голем американски македонец. Веруете, ви благодарам многу што ме подсетивте. Да. И ова ми тој детаљче од поставам у книгата која верувам дека ќе го види светлото на денот, ти викаат лесно е да се пишеш македонец, тешко да одржиш македонштината. Еве за таа книга се уште не можам. Значи, сакам да кажам дека мене ми е абсурдно дури и да се анализира тој договор. Тоа е глупаво, од мој аспект зборувам. Глупаво ми е да го анализирам тој договор, бидејќи нема што да се анализира во него. Со него ние сме отидени во идентитетска смрт. И сега што има. Иначе, ова за сега овај притисок за менување на документите, тоа е нацифашистички факт на оваа влада. Слободно ќе го речем. Тоа е садизам. Тоа е Не е преднагласен збор? не. Зошто? Затоа што се тера народот. Видете, нацифашистички е повеќе идентитетското ликвидирање од ова. Тоа е брзање да се што побрзо заврши, финализира. Дали може да се стопира, господин Ефтин? Дали може да се стопира тоа начин на издавање? Рече, чекајте, вие не го испоштувате договорот и ние нема да брзаме. Деците. Крај. Како можеме да бидеме наивни како да го стопираме? Со мудра политика, со мудра дипломатија. Кај да ја најдеме? Со Бујар Османи, со Ковачевски. Благодарам многу што ги спомнавте. Со мудрите Благодарам што ги дипломати. спомнавте. Тие што не доликвидира. Сега веднаш ќе кажат русофили и ред други работи. Меѓутоа, зборот ми е дипломатија нешто врв. Ќе се согласите со мене. Кога ќе дојде? Меѓутоа, треба да бидеш мудар на еден најдостоинствен начин, мудар, да му ја кажеш вистината колку ќе го боли, али да ја прими во една обланда. Тука ние немаме. Ние имаме тука едни политиканти кои ги ја окупира институцијата Министерство за внатрешни работи и вели, че морам во тој контекст на темата и за извештајот. Бујар Османи денеска медиумите пренесуваат за лошиот извештај е виновна опозицијата. Ја велам, видов вакви, ама ваква безобразна, простете на вокабуларот, и нечовечка изјава во мојот живот не сум сретнал. Добро, Бујар Како најголемиот крадец вели држте го крадец. Че Бујар Османи е посебна приказна, тој не беше нити е македонски министер, тој е повеќе албански министер за надворешни работи, има многу факти за тоа. И ништо не и донесе ни корисно, ни полезно за политиката на Македонија и воопшто за македонците. Да Еве пример, еден пример. пример. Тој отиде да се поклони на Пендиков, еден криминалец кој го зедоа бугарите да и отиде без да ја срами Македонија. Да бевме ние асална држава, немаше тој да се врати повторно во Македонија. Че му беше затворена границата. Така права здрави држави. Господине Клетников, јас зборам и пишам о колумни, значи јас тоа се повикам на средбата со рускиот пилот Румен Радев. Бујар Османи на 22 мај 2022 имаше средбата тет. Значи медиумите ја не лажа, значи го кажуваат медиумите со станокот. И вели вака, парафраза. И медиумите пренесуваат.
Зашто да не ве ставиме ние во уставот како што ние влеговме албанците? Значи, му дава совет. Цело време грците, бугарите одеа со таа карта да се збори за Гоце Делчев и така натаму. Ово беше? Види, прво има ноторна глупост за внесување на бугарите во уставот. Зошто? Тука сме глупави ние, политиката наша, и Бујар, и Ковачевски, и сите, глупа и Европа за внесување. Зошто? Затоа што е врбна глупост да внесуваш некој кој не ти признава ни јазик, ни историја, ни меморија, кој не те признава за дека постоје, кој смета дека си вештачка творба на некој, дека си генетички некој производ твое провета и така натаму. Многу компонирана начин. Како е тоа возможно? Тоа е глупост. Треба да си глупав за така да размислуваш. И таа размисла и на Европската унија се прават на удрени, они за да се тоа е глупост и сака, бидејќи нас на обезименија, не велам јас, ни го променија името. Тоа е несречна формулација, значи не обезименија, ние сме сосема без име, тоа не е име. Прво со странниот акроним БР. Да, и сега ние сме обезименети. Во безименото сме, во ништото, а Грција располага со две имиња. Со Грција и со Македонија. И сега ни бара Европа за да не бидеме безимени ново име. Тоа ново име ќе биде Бугари. Вие ќе бидете Бугари. И тоа е преговарачката рамка што ни ја скрои, ја велам, новиот француски маркиз де Сад, Емануел Макрон. Толку. А иначе, за што се однесува до мудроста и до мудрите политичари, сакам тука малце да одговорам. Значи, ние не сме кинези, ние Европа, за да бидеме толку мудри како Лао Це и Конфуци. И мудроста и припаѓа на метафизичка Азија, како квалитет пред се е позната тоа. Европа не располага многу со мудрост. Ако располагала, ќе отвореше 2 светски војни и сега третата ја заговара западната цивилизација. Еве, веќе со Израел почна. Значи, не е мудра. Сега, за наши политичари нема мудри политичари. Кај нас има луди и глупави политичари, нека ми простат. За мудер политичар треба да биде и храбар. Мудроста не иде без храброст. Ако не си храбар, не си ни мудер, кукавиц. Ако не си храбар, не можеш да бидеш ни чесен. Тоа е проблемот кај нас. Ние имаме кукавици, имаме полтрони, подлеци, ликвидатори на својот народ. Така и со ова менувањето на документите е едно бркање на садизмот на СДСМ, на Ковачевски, на таа партија. Не зборам за Али Ахмети, бидејќи тоа е проблем кој ги тангира македонци. Тоа е еден вид подсвесен садизам, фройдовски овака синдром. И му се светат на народот тие, бидејќи народот не го прифати тој проект нивен, Валкан, антимакедонски, нацифашистички, северна. По стадиони, сегде грми, никогаш северна, секој по улици. И вие сте забележал дека, да речеме, некој од тие официозите во нашата власт, во 2 реченици 20 пати го употребува Северна Македонија. Глупаво, само за да каже, еве, дури оваа министерка, нели, со пензионерите, и се закани, како рече, па ние сме Северна сега, не сме Македонија. И така, значи, не може да очекуваш мудрост од кукавици. Знаете зашто рекол мудра? Мудрата политика на Тито е што некојаш ќе го критикувам во некои мои текстови, но од друга ситуација ќе речам да, колку толку македонскиот идентитет не имаше ваква дискредитација, јазик, се тоа. Дали знаете дека ова ми е сведоштво, имам, во емисијата моја Гласот на народот, кој не верува може да на YouTube да гугла и ќе добие. Господинот Китинов, амбасадор македонски во Австралија, беше гостин пред 10-12 години. И вели Слободане, дали знаеш кој го формирал третиот свет? Викам, појмено. Вика ЦИА. Како? Вика Тито добил 95, односно 100 милиарди долари да формира тако блок кој ќе беше во интерес и на истокот и на двата блока.
Значи, мудрата политика, што на вистина Македонија имаше таква прилика, не само Македонија, и сите југословенски републики да уживаме како едноставно како вистински европјани. Се јадевме Несле, за разлика нашите соседи, за една дъвка, односно, пардон, без пежуративност и дискредитација, или за рало, чорапи или фармерки, знаеше да се помине годишен одмор. Таа дискрепација сака мудрата политика. И ќе завршам, дали се бркаат дипломати од една држава, како што беше во Македонија од господинот Бујар Османи. Ја видам на големите, ако подсетиме дека американците и за санкциите... Зошто Бели не го избрка? Да, не само тоа, американците во големите санкции си продава, си купува руски газ, руска нафта, германците и сите други македонците преку владата на господинот Тачи и претходно Заев си едноставно поита и направија тоа што денеска не се случува. Дали е тоа сепак немудроста или непрагматичност? Ете, тоа, таа русофобија која потекна, тоа е обнова на макартизмот од минатиот век, од 50-тите години. Ветерот од Америка дувна и се зарази Европа со тоа антируско овака чувство. И тоа и кај нас, значи, американската песна, западната, инаку русите ни се по род блиски. Ти ни се блиски и со нив треба да одржуваме врски, да бидеме пријатели, треба со цел свет, со цел свет. Ќе се согласите со мене. Нормално и со Кина пред се. Со сите треба да имаме позитивна дипломација. Сега има нова струја што се вика БРИКС, прераспределба на светот. Тие се и бројна, побројна. И побројна и помоćна тие нудат една хармонизација на светот преку кинескиот, да речеме, пат и појас. Патот на свилата, преку такви проекти кои се базираат на една универзална универзален економски напредок. Дали треба да го дискредитираме нашата геостратешка позиција, која е многу витална? Коридорот исток-запад, значи, кој што е крстосница на светот, на Европа, пардон, а не да се додворуваме и да бидеме клиентелисти. Ти влагаме у финале, вече мораме да завршим. Да, Томич, ние сме инфериорни. Видов дека имате нови книги и би сакал да видам. Во една минута да ми го кажете одговорот и да ми кажете за овие книги. Да, мислам, што се однесува до геополитиката, ние сме само една точка многу важна во таа геополитика, но ние за ништо не одлучуваме. Други одлучуваат што ќе биде. Да, треба да ја почитуваме и да го имаме како еден надут у рака, мислам у рака со кој мора да играме. Ама не можеме ние ништо да им кажеме ни на американците, ни на англичаните, ама ако имаме мудри политичари, дипломати, можеме се. Види, ние ќе им кажеме, но тие ќе испеат. И што да им кажеме, тие ќе не ликвидира идентитетски. Но требаше да им кажеме дека е тоа цивилизацијско злосторство, дека тие, како ЕУ, со тој акт, прв пат во Европа се врши, после Мајац, Стеки и Инки, тие ништења, се врши едно ништење на еден цел народ. Прв пат во Европа. Изјавата на Киро Глигоров беше несречна, дека немаме ништо со античка Македонија. И тоа ни се одрази конечно високи политичари 98 замина у Берлин, 10 пат го спомнам, и подпиша документ дека не сме држава туку територија. И затоа не се случува. Кажете ми за овие дела? Добро, па еве, јас носам две книги, Јанзе и Рана. Добро. Тоа е, самиот наслов кажува, тоа се Јанзите и раните на Македонија, она што ни се случувало. Интересен наслов. Тоа е првиот том од моите колумни во Нова Македонија, имам уште два тома. Која камера да гледам? Режија? Да. Прекрасен наслов и наистина би сакал да виде раците на читателите. Еви, тоа е една поема од околу 4000 стиха голема, како е богојавление, во која се валаат, се тркалаат цивилизацијата од Алтамира до наши дни, така, една возбудлива книга. Господине Клетников, ви благодарам многу што бевте мој соговорник и на гласот на народот во еден голем празник македонски. Ви посакам добро здравје пред се, вам и на вашето семејство и ви очекувам и натаму во гласот на народот, клучот на демократијата. Имавме вистински можности да слушнеме
една ваша анализа за фактичката ситуација на Македонија, на микро и макро Се план. обидовме. Почитувани, еве, ви благодарам во овие 45 минути. Имавме вистински час на образование. Да се подсетиме на она кој сме, што сме и дали треба да се страмиме од она што од Бога ни е дадено. Што е напишано со неговата десница во писмото, кој се вика Свето писмо, а не спомнува и апостол Лука 32 пати. Бидете, пријатна вечер, се гледаме утре во истото време. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.